Здраво на сите. Прво, пред да почнеме со целиот рекеп, имам многу важна работа да ви кажам. Тоа е дека у последните 2 недели едноставно не можам да врзам два добри трейда у серија. Значи, имам емоционални денови, тилтинг, лоши одлуки имам донесувано и едноставно многу лошо влијаеше на целиот мој акаунт, ама најважно од се на менталитетот на целиот мој мајндсет, уствари притисокот да се вратиме назад. Така да, наместо да го чувам тоа на страна или да го тргам, одлучив да го споделам со вас, да видите како изгледат и лоши периоди кога се работи за трейдањето и заедно у текот на овие рекепови што ги правам и целото патување на еден трейдер, надевам се дека и вие самите ќе можете да забележите на што би можеле да наидете, а и дека истото ово ќе ми помогне на мене да се вратам на добар тек, на добар пат со трейдањето. Уствари да се држам до плано и стратегијата исто како што ви споделам на вас, а не да дозволам овие периоди да ме едноставно да ме бутнат. Така да почнуваме и ќе направам детална анализа на добрите, лошите страни и што сметам според мене дека е потребно да можете полесно да излезете у вакви периоди. Прво, како и на секој трейдинг рекеп, ќе поминеме бројките на трейд зела, значи гледате дека у месец вкупно сум минус $1,866. Главно беше swing трейдовите што ги имав кога имавме dump overnight на целиот маркет. Едноставно знаете дека стоп лосови не функционираат кога се работи за options trading, кога ставате позиции overnight или преку ноќ. Туку отварате брокер кога отвара берзата и гледате пример дека позицијата ви била $1,000, сега гледате дека вие на $500 нема што да направите тука освен да излезете или да чекате да се врате малце, зависно од тоа кај се наоѓа технички. Сега, статистиката, бројките никогаш не лажат. Значи тоа што ви го зборам на секој трейдинг рекеп. Гледате колку слаб трейд win имам. Значи тука сакам да биде најмалку 50% за да имаме здрава статистика на наша страна, односно формулата да функционира. Заради тоа и профит фактор е слаб. Daily win е окей. Гледате дека имам 10 winning days, 7 losing days, 1 break-even day. Исто тоа што може да се подобре многу тука е average win loss. Гледате дека win-овите ми се $90, лосовите ми се $78. Сега ви објаснам едно моје видење зашто е тоа така. Кога гледате дека акаунтот ви оде надоле секој ден, на пример имате неколку денови, гледате тука имам 4 црвени денови врзани у серија, минус 153, минус 192, минус 550, минус 176. После тоа и кога имате добри трейдови, гледате тука дека имам 33% win, 37% win, 33% win, не е толку страшно. Еден од 3. Идеално сакаме да е 2 со 2, 1 со 1 и слично, меѓутоа и ово не е толку страшно, меѓутоа лошата работа што го ваде просекот тука за win-loss е кога имате толку лоши трейдови у серија и кога имате малце добар трейд, гледате побрзо да го земете, викате ај да не останам и без овој профит. Разбирате ме што сакам да ви кажам? Значи имате минус $100 пример, па минус $100 веќе сте минус 200 за денот и кога отидете плюс 70, вие ќе го земете за да земете профит, иако не е според стратегијата, не ви е тоа профит таргет, туку едноставно на мене ми влијае страво да не останам ни без тој профит и да останам па на минус 200. Ако ме разбирате. Сега, споделувам ги овие работи со вас за да сватите како размислувам и покрај целиот притисок и на што се стремам за да се вратам назад на добриот пат. Првично, значи, тоа што сакам да го направам е да се вратам на недела како што ми е оваа. Значи, гледате, оваа ми е феноменална недела, 4-1. Значи, имаме 10, 20 трейдови, од кои
брза математика тука да направиме. Значи тука имаме 4 од 6, значи 4. Тука имаме 4, 8, имаме 9 и 2, 11 од 20 трейдови се успешни, а имаме плюс $700. Гледате? Значи тоа е феноменално. Тука, значи мајндсетот ми е на место игра, одам школски како што треба, по стратегија и по план, а не реагирам емоционално како на пример тука. Третата недела беше окей, гледате, минус $94, тоа е едноставно break-even и нема некои огромни осцилации од winning и losses. Гледате тука, на пример, имам плюс 350, па плюс 100, па плюс 200, значи некој просек околу плюс $200 по ден. А тука имам минус 250, окей, тука сум power range, тука сум power range, тука сум power range. И после доаѓа вторник, ова ми беше till day, едноставно ќе го отворам чарто, после ќе ви покажам, тука ми беше till day, заради тоа што едноставно се надевав дека QQQ ќе направи gap fill. И направив тука, не знам колку многу трейдови на QQQ. Че 1, 2, 3. 3 трейда на QQQ и гледате најголемите лосови ми се тука. Другите ми се плюс 50, минус 40, плюс 70, минус 13, минус 40, минус 50, и после имам минус 190, минус 170, минус 180. Ова е тилто ми беше за претходниот вторник. Сега, пред да отидеме на анализата на трейдовите, да сватите што нема да правам повеќе и која ми е лекцијата од вторникот, искрено верувам дека вакви денови мора да се случуваат заради тоа што некако сум излезел од оптималниот мајндсет што треба секој трейдер да го има за да продолжи со вакви недели од 682. А тоа е една работа, тоа е едноставно дозволив тука емоциите да бидат појаки од мене, а и егото дека окей, јас знам подобро од берзата и нема да се возам на брано, туку знам дека тоа ќе се случи и го пуштам стоп лосо, малце подоле го поместувам и едноставно трейд што треба да го затворам со минус $50, го затварам со минус 150 или со минус 180, како што ви ги покажав примерите на QQQ. Сега, како се враќам после ваков период? Првото нешто што ми беше да го отворам, страв ме беше да ја отворам трейдзелата, да видам што се случува со неа, поготово заради тоа што транспарентно ги објавувам овие видеа и што би можеле луѓето да кажат и слично. Ама едноставно сванав дека треба да го прифатам овај дел од патувањето како неопходен, како едноставно тоа е, не можам да сменам ништо врска со тоа, освен да го прифатам, да видам што можам да научам од него, да го погледнам, да се соочам со него и да најдам начин како можам да продолжам понатаму подобро од сега. Сега на што да идов? Прво си ги увидов грешките. Прва работа ми беше тоа што ви кажав, емоционално трейдање. Највеќе ми влијае тоа што изгубив во еден ден минус $1,400. И сега притисокот да се вратеш е едноставно преголем. Пример, втората недела го немав притисокот, ама гледате дека евентуално, значи на крај дојде до мене и почна стварно да ме јаде. И отварав позиции поголеми од колку што треба да ги отварам, стоп лосо го поместував подоле од колку што треба, кога требаше да земам профит, не го земав и пример трейд ки ми отиде плюс 15-20%, а не ставам стоп лос на break-even. Тука беше таа кобната грешка. Дури QQQ ми оде тај ден плюс 15, плюс 20%, јас сакав да фатам мув од плюс 50, плюс 100%, што уопште не е the trader's way. Нели, секогаш може берзата да се сврте против нас, мораме да имаме механизам да си го заштитиме акаунтот. Прво нешто што сега се трудам да размислуваме, окей, отварам трейд тука, колку би можел да изгубам ако се случи спротивното, и секогаш го поставам стоп лосот, тоа што ви викам, имаме само неколку работи што можеме да контролираме, а тоа се големината на позицијата, стоп лосо и кога ќе влеземе, дека нема да бркам трейдов. Вчера и денеска, иако има тука многу мал трейд, вчера плюс $66, денеска сум некој плюс $100, ама сега единствено нешто е да настакам мали победи. Значи да се вратам
на у форма, едноставно. Не е важно со колкави позиции. Се отварам дупло помали позиции, например, по $200, гледам школски да си земам профити на плюс 20%, плюс 30%, не се веќе лакувам со ранери или нешто слично, поготово заради тоа што овој уште мал акаунт, нели, примерот што го давам тука е со акаунт од $5,000, така да се смета до мал акаунт. Кога ќе дојде на плюс 15, плюс $20,000, веќе можеме да играме со ранери и слично. А сега, значи, враќам стратегијата како што беше првич. Имам 3 контракти. Одат плюс 20-25% и гледам додека има јачина и го земам профит. Пошто ако отвараме добри трейдови горе-доле, 2 од 3, 3 од 4 трейда ќе ни го дадат тоа. И важно е да настакаме тука плюс 20, плюс 25% победи, значи плюс некои 70, 100, $150 по трейд и тоа е тоа. И ќе ги наредиме па вакви денови да има. Значи сега ми е тоа главниот приоритет. И другата работа ми е, отварам што е можно посигурни трейдови. Ќе чекам, значи вчера на лайв трейд, гледате што правев. Значи имам се на се отворено 2 трейда, Intel и Robinhood. Intel беше феноменален, Robinhood беше плюс $82 плюс 27%. Robinhood само што направи invalidation на минус 5% излезов од трейдот. Значи не дозволам не му ни давам фора да видам дали ќе ме фейкне, поготово у период кога имаме огромни фейкаути. Туку, спротивно на тоа, отварам помали позиции, ако ми направи инвалидација на левел, ќе излезам на минус 5, минус 10% и ако ми врате назад, после ќе му давам пас шанс. И тоа многу добро функционираше, поготово денеска на трейдањето. Така да, у наредниот период на тоа што ќе се фокусираме да бидам што е можно по ладнокрвен у екзекуцијата. Значи, да бидам доста подготвен, значи да не брзам, многу често патувам овој период и не си давам време да имам добра подготовка за трейдањето и после сум како изгубен цело време, како се чувствувам како да бркам нешто. А сега ќе се вратам па на 4 акции плюс па и QQQ, IWM и тоа е тоа. Ништо повеќе не ме интересира. Ако ми дадат прилика за влез, супер, окей, влегувам. Ако не, ќе го скокнам тој ден и утре ќе биде нова прилика. Значи, последниот период погледнете провизии само колку им платам, $26, $30, $20. Значи $20 просек провизии, тоа се 20 пример трейдинг дена, тоа се $400 у провизии само. Така да малце повеќе сериозно ќе го сватам у следниот период и надевам се дека ќе имаме и други интересни варијанти за анализа и снимање, да можете и вие да научите нешто повеќе у целата работа. Така да генерално тоа е тоа, ако треба да направам осврт на последните 2 недели, тоа е тоа што се случуваше. Тука ми е маката, кажувам ви на што сум фокусиран и сега у наредниот период на тоа ќе се посветам максимално. Лосо што го остварив овај месец, најверојатно ќе ми требат некои 2, 3, 4 недели за да го вратам, ако се придржувам до плано, вистин и правилниот мајндсет како што треба да биде. Тоа што е можно повеќе без страв, туку со однапред утврден план да реагирам на трейдањето и да земам што е можно повеќе A+ сетап трейдов. Така да, окей, 15 минути тука имавме теоретска анализа, сега ќе ви покажам како се движеше берзата у последниот период и што е тоа што го направив добро, што е тоа што го направив лошо. Ќе ви дам примери од двете страни сега на трейдинг видео. Окей, почнуваме прво со вторник, QQQ, лошите трейдови. Еве го QQQ. Сега ќе вратиме назад. Тука е петок, четврток, среда, вторник. Гледајте каква стапица ми направи. Погледнете. Прво имаме overnight drop на QQQ од некој трипл процент. Значи страшен дроп. И погледнете сега што се случува.
Сите трейдови што ги отворив, верували или не, ги направив у распон од 4 попладне, тука, до оваа свеќа, тука некаде, до тука, значи до 4:30. У пола саат сум пробил у 2 сати. 2 сати имам изгубено тука, колку беа $550? Мислам дека беа $550. Заради шо? Овоа тука е QQQ. Supply или demand zone. Само се вратам на вторник. Чи тука ме праве QQQ парам парче. Зашо? Заради тоа што клучниот левел 723 е левело кој што треба да го пробие за да направи gap fill на него. Прво, имаме тука low, окей, тука не отварам трейдови, значи имајте го тоа упреди. Прво, добриот трейд е тука, значи кога направи reclaim на VWAP, EMA Cloud и слично. После вториот е тука над pre-market high. Гледате дека е pre-market high. 721. И сега, што правам ја тука? Ја тука бркам нешто што не ми е по сетап. Значи, место да отворам тука, пример, и да чувам до нареден левел, што е 720, да си земам тука QQQ, пазете, имате со 0 датум на истекување, значи, ваков потек ви дава на вас плюс 40% некаде. Место да се водам по тоа, ама у исто време се многу екстремно волатилни. Значи, пример, и малце да падне надоле, тука може минус 15% да отиде. Ама две свеки да пампне нагоре, правите плюс 50%. Затоа тука е важно да одите со помали позиции, пример, ако е со 0 expire. Обично ако одам со 0 истек, ако ми е регуларна позиција $400, отварам со $150-200 максимум, пошто многу по-волатилни се, многу повеќе се движат заради тоа што се со 0 денови до истек, односно за истиот ден, и се out of the money. Значи тука отварам 720-ки, 725-ки и слично. Значи out of the money е тоа. И е екстремно волатилно. И сега, место да се држам до тоа, имаме тука Reclaim, VWAP, EMA Cloud, клучниот левел ни е тука, 716.6, 717.55. Не го отварам тука, туку отварам на наредниот левел, што е веќе supply. Гледате? Значи ја тука отварам. Чекам reclaim да направи на supply и тука отварам, например, некаде. И сега, првата свеќа тука ми прави плюс 20%. Не ја зимам, не го зимам профито и после наредните кои отидат у минус малце, тука сум ја под break even. И многу пати излезов неколку пати на овај начин. Значи излезов тука. Не го гледам левелот, туку гледам го PNL. И после тоа, кога почна да враќа тука, по малце, тука почнав да одам double down. Уствари да ја дуплирам позицијата. Тука дуплирам. Па викам, ајде уште малце ќе го оставам, нека биде до долен левел. Па тука дуплирам уште еднашка, бам, две свеки поред и ме масакрира. После тоа, уште еден трейд, тука, на овај памп, па отворив тука, па double down правам на истото и после тоа гледате црвена свеќа. Огромно. Ја едноставно бркав нешто да направе на левел што не е според школски, според стило. Иако е ово ритест на pre-market high. Гледате дека е. Погледнете дека е VWAP, прво. Второ, не го зимам профито на нареден левел. Тука може да си зимам профит, ја чекав да направи сквиз нагоре, уствари да ми направи многу повеќе профит. Веќе кога не се случи тоа, едноставно истилтав. Истилтав, викам, морам ја да го фатам, нема шанси да не се случи ова. Тоа е најголемата грешка. Ако се почувствувате некојаш така, станете од компјутерот, затворете го лаптопот и одете си. Значи, утре мора рефреш да направите на мозокот, не смеете да си дозволите така да размислувате, заради тоа што у 99% од случаите само спротивното ќе се случи. Ако сте били $100 у минус, ќе отидете $200, $300, $400, $500 и слично, заради тоа што веќе не размислувате здраво.
Не размислувате рационално, туку реагирате емотивно на целата работа. Кој сум ја да и давам притисок на берзата дека она мора да го направи тоа. Она апсолутно нема никаква обврска да го испочитувам мојот ред, не е интересиране. А моје да ја почитувам неа, уствари. Океј, тука да речеме дека отварам, ама отварам со позиција како што треба, а не 3 пати поголема заради тоа што претходно не сум земал профит по моја грешка и сум отидел на break-even или на минус 10% и сум излезел и сега втор пат мора да биде. Не, секогаш кога си го ставате тај притисок, едноставно донасете лоши одлуки. И ово е тоа што ме уништи денеска. Увторник. Денеска го направив спротивното. На SPY гледате. Имаме pre-market high, previous day low, така ли? И е SPY demand. На SPY денеска ово го направив. Него, овај мув ништо трейдав други акции, не го гледав. Тука кога направи реклем, втор пат, трет пат и тука веќе кога ми се намести на 733-ката, тука отворив трейд. И школски си го затворив тука. Плюс 25-27% некаде. И тоа беше тоа. Погледнете SPY додека отиде после тоа. Не можам да си дозволам да речам, леле, требаше да го чувам, поготово некога имам толку мал акаунт. Ако имам акаунт од 20.000 евра, окей, ќе отворам 10 контракти на SPY, нели? Ќе затворам 7 тука или 8 и ќе оставам 2 ранери. Ќе ставам стоп лос на break-even и да ми направат 100%, 200%, 300% раз после тоа. Едноставно, сванав дека сакајки да дадам добар пример како се чуваат ранери, немам адекватен акаунт да го правам истото. Значи на мене секој долар ми е важен за да го израснам акаунтот, пошто целта е да го направам голем акаунт или среден акаунт, а не ми е целта да демонстрирам со мал акаунт како би требало да се чуваат ранери. Океј, нели да дадам неколку примери на некој, меѓутоа различно се постапува со мал акаунт и со голем акаунт. Така да, генерално, тоа е анализата за денеска. Денеска ми беше Intel. Океј, Tesla и Intel направив денеска најдобри трейдови. Сега ќе ви покажам на Tesla тоа како изгледаше. Прво, погледнете, Tesla има pre-market high тука, така ли? Имаме pump, break и сега тука. Дури улезов и малце по-ризично, значи тука имаме фейк свеќе, враќа назад, пумпа правата и веќе тука кој се искачува, тука улезов некаде на Тесла, значи точно под pre-market high, ама у demand зоната. И сега што имаме тука? Една свеќа, втора свеќа, тука излаво. 27% мислам дека направи и на Тесла тука. Погледнете Тесла после тоа колку многу се искачи нагоре. Ама едноставно подобро е да земам профит, па да чекам наредна прилика да направам уште еден влез, отколку да не го земам профитот, да ме врате на break-even и слично. Меѓутоа вториот трейд да не биде па ради реда колку само да се влезе у трейдот. Па да ви повторам, значи што прави тука? Break, retest прави. Значи имаме break, имаме EMA Cloud View Up, точно одбива, после тоа пуне уште еден свеќе и веќе тука ми е окей. Викам, тука влагам, стоп лосом ми е одма под овај левел, под demand зоната. Take profit ќе ми биде pump нагоре. Тука има SMA, така да пред SMA знам дека обично се зима профит, така да не ќе да ризикувам, 0 expiry е, последен ден, после многу лосови оваа недела и тука ми беше клучниот левел да уствари да си земам профит. Така да во наредниот период ќе се водам само по ваков тип на трейдови. Сигурни и со многу краток, многу мал стоп лос простор, а да имам повисок простор за раст, уствари веројатноста дека ќе има памп нагоре да биде многу поголема.
И сега да го покажам Spy или IQ го покажам на 15 минути, ово ќе биде последната работа за денеска. Значи, Spy QQ цела недела го прават ово. Клучни левели. Тука, погледнете. Sharp, пат надоле, бам. Почна да паѓа, тука имаме fake candle, бам нагоре. После па врате назад, бам нагоре. Врате назад, бам нагоре. Па имаме дроп до доле, мислам дека сите ќе го крше левело и истиот лоу од четвртокот и денеска бам нагоре. Значи, едноставно имаше многу ситуации дека што правеа трапови за шортерите, уствари за bearish трап, bear трап. И главниот стил на трейдање за оваа недела и претходната беше тоа да се начека лоу на Spy QQQ и да избереш некоја акција што го има моментумо и сетапо како овие што ви ги покажам на pre-market low, на pre-market high, break retest со EMA Cloud, со VWAP и едноставно мислам дека што и да се отвореше кога се работи за таков тип на сетап беше профитабилно за оваа недела. Така да Spy QQQ исто на последните 2 недели не ги баш добро почитував, така да ќе се наредниот ќе се вратам на тоа. Така да фала ви што сте тука, фала ви за целата поддршка, надевам се дека ви помагат овие работи да научите нешто. Ако имате прашања, поставете ги у коментарите, ќе ги одговорам или тамо или на некој нареден рекеп. Поздрав и убав викенд. Чао, чао.